Демиркапија или некогашна бања. Многумина во градот го споменуваат името Стенаја и Просек. Мал град, но со многу имиња и богата историја. Од турски бегови до српски крал, историјата со напишани записи за Демиркапија. За историјата на градот раскажува Воислав Ламбев. Тој веќе пишува биографија за градот. И тука Петрека биле турците. По нивното протерување од оваа околија се заинтересирал српскиот крал Александар Караѓорѓевиќ. Тој по потрага на исклучително плодно земјиште во Македонија му кажале, овој крај е најдобар. Во 1931 година местото Бања било срамнето од силен земјотрес. Да не беше кралот, градот немаше да се направи, раскажува Ламбев. Задесува силен земјотрес. Земјотрес кој со епицентар во село Пирава и целата околина. А запачи тука Валандово, Демиркапија, поширокиот регион. Да се разбереме, тогаш населба Демиркапија не постоела. Неко постоело село Бања. Така се викало село Бања. Во составот на Хамам Чифлик. Селото Бања за време на земјотресот кој се десил меѓу 8 и 9 март 1931 година, село Бања руши до темел. И сега, пошто бил купен имотот од кралот, а селото, целиот имот, Хамам Чифлик, а селото Бања се наоѓало во составот на Хамам Чифлик. И сега кралот направил таков гест, ги иселува граѓаните, али претходно прави нова населба. Гради 32 куќи, онолку колку што биле во селото Бања. Онолку жители да смести колку што биле. И тоа, почнувајќи од железничката станица Демиркапија, која тога се викала железничка станица Демиркапија. А од левата страна до комуникацијата према Конопиште. И тога се изградени 32 куќи и селаните се преселени. Се вика Нова Бошава.
затоа што е до реката Бошава. Некои предлагале да се остане старото име Бања. Меѓутоа, кралот тогаш пресекол. Ќе ги цитирам зборовите на човек кој бил лично таму, присутен, а јас долго време ми беше пријател, иако беше многу повозрасен од мене, а тоа е висшиот управник на кралското имање одека, така господинот Милош Левовац. Сега е покоен човек и така. Сега, он вака ми кажуваше. Сега ќе го цитирам него како он до зборче ми пренесе. Кралот рекол овака: нити смееме, нити имаме право да ги менјаме историските поими, кои со векови се стварале овдека. И новата насаба има да се вика Демиркапија. И така останало. И тоа име до ден денеска се останало да се практикува до тоа. Сега кралот, да се разбереме, не само што е изградил населбата, него и нејзин кум, а крстил така и така има да се вика. Ова е дел од таа историја. Името на Демиркапија. Иако градот е мал, за него има многу да се раскажува. За секоја градба и како го добила името, Ламбев ни раскажуваше низ нашето патување низ градот. Не само тој, со секој што се запознавме во градот, зборува за кралот Караѓорѓевиќ. Кралот само еднаш поминал низ градот, откако ја видел местоположбата и ја осетил медитеранската и континенталната клима. Тука решил да изгради винарија, посветена на неговата супруга Марија. Вила Марија е изградена во чест на краљица Марија, сопруга на починатиот краљ Александар Караѓорѓевиќ, и единствено од семејството Караѓорѓевиќ во тоа време кој го посетува имотот е краљица Марија. Во незината чест тогаш е и вила отворена и визба во Демиркапија. Инаку, оно што е значајно да се каже, тоа дека е визбата во Демиркапија не само што е краљевска визба, него една од најубавите визби во Македонија, со солидни капацитети како туристичка атракција и со својата не само со производството на вино, бидејќи вие се навоѓате на простор каде е прапостојбина на производство на вино од античките времиња па на овамо, тоест до денешните денови. Кралицата во овој крај била само еднаш. Една година по убиството на незиниот сопруг во Марсеј. Таа дошла во Демиркапија. Од незината соба погледот бил на старата разурната црква. Па таа во чест на незиниот сопруг замолила тука мештаните да направат црква Свети Богородица. Светицата е заштитничка на градот. Пред вилата стојат две статуи, што ја прават вилата уште побава, но и тука приказна.
се старите бочви. Секоја од нив сопира по скоро 4000 литри вино. И тука има интересна приказна. Кон крајот на Втората светска војна, жеден германски војник сакал да се напие вино. Не знаел како, па по неколку испукани куршуми завршиле во дебелото дрво на кацата. За среќа, дебелината на кацата си го направила своето. Виното не протекло. Војникот се изнервирал. Колку се стари овие бочви? Ова ќе им биде 83-та берба некаде, значи ако винарството се смета по берби, некаде 82-3 години. Овие се прави овдека на лице место и овие се кралските бочви, што се познати како такви. Нека раскажувате приказна со некој германски војник. Може ли да ја раскажете за гледачите? По распадот на Германија, 1944 година, последните трупи некаде од овој крај од Демиркапија преспиваат овдека и еден од офицерите германски со намера да пие вино пука во една од овие прекрасни бочви. Меѓутоа не успева во намерата, бидејќи главата на бочвата, самата бочва е дебела околу 9 сантиметри. По конзистенција некаде се смета дека е најцврсто дрво што се користи во винарството. И значи за среќа сега имаме внатре 3 куршуми и една добра приказна од тоа време. За царот и неговата кралица приказните се бесконечни. Неколку граѓани во Белград имале средба со сегашниот принц Александар I. Е веома интересно да се каже во разговор со неговото величество принц Александар Караđorđević, кога вршивме припреми за ставање на винарската визба под заштита на Заводот за заштита, тоест како споменик на култура на Република Македонија, кога го лично прашав, бидејќи они се власниците на овој имот во некои претходни времиња, мене ме интересираше дали постои желба да се во некој судски процес или било кој процес, дали постои, значи, аспирација на семејството Караđorđević кон овој објекат. Негово величенство ми со следните зборови рече нешто што сакам да пренесем и на широка јавност, а тоа е следното. Бидејќи македонците со своите средства го стават под заштита имотот на мојот деда, краљ Александар Караđorđević, во знак на сеќавање на него и неговата личност, ние, како семејството Караđorđević, немаме никаква аспирација кон овој имот и пријателство помеѓу српскиот и македонски народ е многу поголема работа него еден имот. Видејќи негов став таков беше, ние наставивме со процесот на ставање на визбата под заштита, а компанија Еленови се погрижи да заедно со Заводот за заштита на споменици на култура на Република Македонија овој објекат го доведе во перфектна состојба, да го реставрира и да го доведе во состојба какав е бил кога е пуштен 31 година. Во градот во дворовите на неколку куќи се започнати археолошките ископувања. Според тамошните археолози, во Демиркапија почнале првите ископувања во Македонија. Моментално работиме веќе неколку дена на еден археолошки локалитет кој
е постар, значи неколку годишен. Минатите години работевме во близината на овој локалитет и оваа година продолжуваме за да фатиме по една целина за да се доистражи овој дел наречен од местното население локалитет Болница. Тука се верува дека е стариот град на Демир Капија? По досегашните наводи кои ги имаме добиено од истражувањата, претпоставуваме дека овде се наоѓа еден поголем град. Уште немаме конкретни докази, меѓутоа веројатно станува за градот Стена Стенае. По наводите, пишани наводи, првпат најдена е плоча каде што се спомнува градот Стена Стенае. Значи тоа е единствен надпис за оваа населба која вегетирала во овој дел во римскиот и касно-римскиот период. Има ли Демир Капија што да се истражува? Вака некако многу малку е истражено. Мислам дека Демир Капија навистина е многу малку истражено и дека доправа треба да ги даде очекуваните резултати и ние настојуваме сега со нова формираниот музеј во Демир Капија, веројатно понатаму ќе се продолжи со истражувањето и би имал желба да го видам Демир Капија како центар на археологијата, односно тука да вршат едукација младите кадри од нашата република, односно од Факултетот за историја на уметност со археологија во Скопје. Оваа идеја веројатно ќе се оствари, бидејќи Демир Капија по сите своји квалитети што ги има во фауната, флората, археолошкото богатство, природата, го заслужува тоа и навистина ова е едно подрачје со кое Македонија може да се гордее и да го покажува на сите патници, односно луѓето кои минуваат низ нашата држава. Во градот на 7 октомври ќе се отвори музеј на градот. Во подготовките тука веќе има поставено предмети кои се пронајдени со искупувањата. Во музеот ќе се отвори и вински музеј. За прв пат има музеј Демир Капија и кој што и требаше да се случи такво нешто. Музеот веќе е во фаза, во подготовка. Веќе имаме постоечки објект, каде што објектот ни е даден од господинот Трајче Димитриев. Веќе ние го уредуваме, му даваме облик на музеј. Имаме прва подготовка, тоест првата фаза е веќе со постановка археологија, галерија археологија, каде имаме исто така значајно за Демир Капија, поврзано со винскиот дел во Македонија, тоест на оваа тло, имаме и винска галерија, галерија за вино. Поглед што веќе имаме 100 локалитети регистрирано, Демир Капија знаеме дека веќе е многу малце истражувана, но се јавуваат фрагменти како по-специфични истражувања, извршувани научни наводи. Во Демир Капија има највисоки температури. Во земјава кај Демиркаписката клисура се судираат двете клими – континенталната и медитеранската. Високите карпи, брзаците на реката Вардар, ве воодушевуваат со нивната острина и брзина. Жителите ни раскажаа дека тука имало терен за кајакарство, а над реката пострмните карпи вежбале алпинисти. На карпата пред тунелот поранешниот пат кон Солун длабоко врежани се германски букви и надпис за тоа како се направил тунелот. Над сам тунел постои надпис на германски кој во превод значи: Јас, Вилхем II,
германски крал и пруски цар. Им наредувам на моите војници да го изградат тунел. Практично овој надпис е дел од културно-историски споменици на Република Германија и ние аплициравме преко Министерство за надворешни работи на Германија да се заштити овој надпис као еден од споменици на култура, тоест на споменици на инженерство на Република Германија. Бидејќи овој тунел е покасно и користен на сегашен коридор 10 е поминувал тука, значи е поврзувал Скопје со Солун. Силните карпи биле пречки за османлиите. Воислав со историја и приказни за името на клисурата. Со посебна гордост раскажува за високите карпи, заштитници на градот. Па Мура трети, кога минал низ овие простори тука, некаде 1372 година, за да освојува према Косово, према Австрија натаму. И дошол до овој простор тука, до овој просек овдека и не можел да го освои. 3 години. Барем така историчарите пишуват историја. Ова се детали од историјата што сум начитал и 3 години не можел да освои. И после кога освоил, а нарекол Демиркапија. Затоа што по турски Демир, значи железна, а Капија порта. Значи железна порта. И за целото време на нивното владење, за турското владење, ова се викува Демиркапија. И така да останало историско име, останало Демиркапијска клисура. Многумина од спортистите кои доаѓаат овде на викенд и одмори престојуваат на врвот над градот Демиркапија, во винаријата Попова кула. Што најмногу сакаат странците кои ќе дојдат овде да пробат да видат од овој регион? Чи најмногу сакаат да ја пробаат, да ја вкусат македонската кујна и да исто така сакаат да ги пробаат и локалните вина. Попова кула, значи, ги негува тие локални сорти и мислам дека сме единствени кои го правиме тоа, значи кои правиме вино од станушина, која е една локална македонска сорта на грозје и ние сме единствените производители во Македонија и сме доста горди на неа. Од врвот од Попова кула се гледа целиот град. Црквата Богородица, символот на српскиот крал Караѓорđević, направена по урнек на српска црква, но со помали димензии. По црквата во гробиштата се двата гроба, еден католички, друг на муслиман. Тука, иако нема некој од тие фамилии, жителите на Демиркапија ги чуваат со голема почит. Како што велат, верата не е важна, туку луѓето кои живееле. Ако не знаете да ги почитувате мртвите, не знаете ни живите, велат во Демиркапија. Крајот најбогат со вино. Напори тука туристите да се привлечат со вински туризам, со убава природа и приказните за неоткриената археологија. Постарите тука велат дека не треба да се заборави, дека добрите вина се правеле на лозието. Сега нешто за вината да ви кажам, пошто кога го спомнав Мура трети. Знаете, кога минал он тука низ овие реони, пошто Македонија била претходно
поробена, починета од турците. И нашите, пошто минал низ истокскиот дел, тој дел минал таму, и нашите сакале да му приредат некој дочек на султанот. И го понудиле со наше вино. Наше вино, да, наше вино, пикришко вино. Од сортата пикришко црно. И сега, султанот, кога се напило тоа вино, од воскит рекол, једи верем. И сега, во превод, једи верем, значи 7 болки лекува. Значи, такво виното било убаво, што илач једи верем, значи лек за 7 болки. Во подрумите вината не се прават. Тамо се преработува. Вината се прават на лозата. Ако е лозарот добар лозар, да произведе добро гројзе, квалитетна сировина, ќе има и квалитетно вино. Ако не, нема вино. А секојачес за енолозите тие и од вода може да прават вино. Демиркапија се уште е неоткриена, но погодна за спорт. За оние кои сакаат адреналин по брзаците на Вардар, ќе доживеат вистинска авантура. Предизвикот за качување на стрмните планини, вкусното грозје, љубезните жители ве повикуваат да си поминете убаво.